Što je burek, što je banička, što je pita, a što zelnik? Koje specialitete gradski, a koji selski? Kako vo koji grad se narekuva specialitetite? Ентузијастите кои се обиделе да ги класифицираат овие јадења велат дека питата на селски начин се вика зелник и во неа корите се свиткани на периферијата на тепсијата, а зајрето од зелје, коприви, урда, спанаќ се наоѓа во средината, додека пак градската пита е во форма на концентрични кругови од свиткани кори заедно со зајрето. Се чини и дека разликата меѓу бурекот и баничката води потекло од слична поделба, па така, на пример, ако во Сараево побарате бурек, тоа подразбира баничка исклучиво направена со месо. Ако сакате со сирење, тогаш мора да побарате сирница, бидејќи бурекот е исклучиво со месо. Ако сакате со зелје, барате зелјаница. Само дел од бурекчиите кои се на печалба го прават бурекот во форма која ја подразбираме кај нас. Но, на пример, ако еден велешанец сака да проба баничка, ќе треба да дојде до Скопје. Верувале или не, во Велес воопшто не се прават банички. А во Белград пак под терминот бурек се подразбира исклучиво 1/4 од питата. Во Солун пак, таа четвртина не ви ја мерат геометриски, туку на грамови мерени на вага. Зад работната маса во некоја бурекжилница ретко се среќаваат жени, бидејќи времето на месење, ноќе и во раните утрински часови, и самите марифетлуци во процесот, замавнувањето со корите, за да се добие посакуваната тенкост, се смета за машка работа која воопшто не е лесна. Дали знаете дека матка е срцето на алпинизмот во Македонија? Карпата таму по состав е варовни, кој се карактеризира со умерена компактност, а насоките се наоѓаат на 5 локалитети. Централа, Отмарова Карпа, Карпата кај домот, Маткино Трло и Иглите на Матка. Бројот на алпинистичките насоки е 40. Сите се со различна тежина и со должина од 150 до 200 метри. Насоките се добро обезбедени со соодветна заштита. Спортско-качувачки насоки ги има 30. Сите се добро обезбедени со спит-клинови, а должината варира меѓу 15 до 40 метри. Најдобрите периоди за качување на овие карпи се од март до јуни и од септември до доцниот ноември, што не значи дека и во зимските месеци не може понекогаш да се ужива во пријатните пролетни температури на ова место. Постои водичи и опрема за алпинистичките и спортско-качувачките насоки, кои може да се набават во планинарскиот дом.